Во првата половина на 19. век во Македонија настануваат крупни општествено-економски промени. Се развиваат занаетите и трговијата и се создаваат поволни услови за економското јакнење на македонските градови, а со тоа и за формирањето на македонското граѓанство на она општествена средина која ќе стане носител на општествено-економскиот и просветно-културниот живот на македонскиот народ и на неговите стремежи низ 19. век. Промените на материјалните услови на животот предизвикуваат суштествени промени во организацијата и содржината на наставната работа во училиштата. Од средината на 19. век во Македонија почнуваат да се отвораат нови училишта со нова световна содржина и дух. Но појавата и развитокот на световните училишта во Македонија е во тесна врска не само со процесот на општествено-економскиот развиток на македонските градови кон средината на 19. век, туку и со просветно-културното влијание кое во ова време од Западна Европа проникнува во Македонија преку соседните земји Грција, Србија и Бугарија. Во 18. век грците имале развиени економски и културни односи со западноевропските земји и благодарејќи на нив имале можност порано од другите балкански народи да се запознаат со напредните просветни движења и со училишните реформи на Запад. Грчките родолюби, просветители хуманисти, кои добиле образование на западноевропските универзитети и ја усвоиле западноевропската култура, биле најревносни спроводници на новата световна образованост во својата земја. Веќе кон крајот на 18. век, западните просветни идеи и сваќања ја зафатиле Грција и под нивното влијание во почетокот на 19. век се отвораат световни училишта најпрви на островите и во приморските градови, а потоа во внатрешноста на Грција и на целиот Балкански полуостров. По образецот на реформираните училишта во Грција во првата половина на 19. век, световни грчки училишта се отвораат и во Македонија. Во тоа време тие биле значаен фактор во ширењето на грчката просвета, образованост и култура во Македонија. Под влијанието на реформираните грчки училишта почнало да се реформира и школството во Македонија. Носители на тоа влијание биле оние македонски учители кои своето образование го добиле во Грција. Нешто подосна, кон средината на 19. век, западното просветно влијание проникнало во Македонија преку Србија. Во тоа време македонските градови одржувале живи трговски и културни врски со Србија и српските краишта во Австрија. Македонските трговци, кои оделе по трговија во овие попросветени земји и имале можност да се запознаат со просветните реформи и со новите училишта кај нив, се враќале во Македонија со веќе оформен духовен интерес и желба исти такви училишта да отворат и во своите градови и со тоа да придонесат за просветувањето на својот народ. Од 50-тите години на 19. век во Македонија доаѓаат и бугарски учители. Во ова време нашите градови пројавувале веќе стремеж за унапредување на просветата и подигнување на училиштата на современо ниво, па поради немање на достатно образовани учители, некои од нив доведуваат не само српски, туку и бугарски учители, кои во училиштата во Македонија ја воведуваат световната настава.
Во 60-тите години на 19-тиот век нова световна образованост ја воведуваат во училиштата во Македонија и македонските учители кои се школувале во соседните словенски земји и во Русија. Меѓутоа, за унапредувањето на просветата и школството во Македонија придонесувал и економскиот развиток, економскиот подем што го достигнале македонските градови кон средината на минатиот век. Не е случајно што првите световни училишта се отвориле во економски тогаш најразвиените наши градови во кои цутело занаечиството и трговијата – Скопје, Велес, Прилеп, Штип и други. Во новите устови на производните односи, создадени со проникнувањето на капиталистичките односи во македонските градови кон средината на 19-тиот век, македонското граѓанство увидува дека неговата екзистенција и развиток се тесно поврзани со неговиот просветно-културен напредок. Тоа сваќа дека создавањето на Македонско народно училиште со настава на мајчин јазик би било најефикасно средство против духовната и просветната доминација на Цариградската патријаршија и против грчката буржоазија, неговиот најопасен конкурент на домашниот пазар. Затоа младата македонска граѓанска класа развива општествена иницијатива и активност за отворање на такви училишта и ширење на просветата и на културата воопшто. И токму во борбата која нашето граѓанство и народ ја започнуваат за ослободување од вековното духовно робство на грчките фанариоти, се раѓа и се развива нашето народно преродбенско училиште. Идејни носители на оваа борба, најенергични борци против грцизмот биле нашите преродбенски учители-просветители Димитрија Миладинов, Партенија Зографски, Јордан Хаджи Константинов Џинот, Рајко Жинзифов, Кузман Шапкарев, Григор Прличев, Димитар Македонски и други. Ослободени од влијанието на грчката просвета и култура, тие развиле сестрана дејност на националното будење и просветно-културното издигнување на македонскиот народ, отворајќи своји македонски училишта со настава на народен јазик. Заслугата на овие наши преродбенски учители за развитокот на македонската просвета е навистина голема, и тоа дотолку повеќе што во времето кога тие дејствувале, бројот на световните учители во Македонија бил многу мал. Не само за селата, туку и за градовите, тогаш бил проблем да дојдат до образовани и способни учители. Борбата против грчките училишта, грчкиот јазик и просвета за отворање на македонски народни училишта започнал уште во 30-тите години на минатиот век. За таков почеток треба да се одбележи отворањето на првото општинско народно училиште во Скопје во 1835 година. Со неговото отворање, односно одделување од грчко-словенското училиште, скопските граѓани јасно ја изразиле својата желба да имат свое народно училиште во кое нивните деца ќе учат на мајчин јазик. Но првото наше народно училиште со световна настава било отворено во 1837 година во Велес, во малото Прцорек, на левата страна на реката Вардар. Неговата појава е врзана за името на нашиот истакнат преродбенски учител Јордан Хаджи Константинов Џинот, кој тука всушност ја започнал борбата за воведување на народниот јазик во македонските училишта. Појавата на вакво училиште во Велес во ова време не е случајна. Во првата половина на 19-тиот век Велес го држал првото место меѓу нашите градови не само во економски, туку и во просветно-културен поглед. Тоа се потврдува со фактот
дека во ова време во Велес имало над 150 претплатници на одделни дела печатени на македонски јазик, а некои негови граѓани имале и своји библиотеки. Освен тоа, Велес имал богати просветни и училишни традиции. Од најстаро време во него непрекинато работеле келийни училишта, а околу 1832 година имал и јавна библиотека со значаен број книги од световно значење. Нешто подоцна, кон крајот на 1840 година, световна настава била воведена во училиштето во градот од Штип, а во 1848 година световно училиште отворил во Скопје веќе споменатиот наш преродбенски учител Јордан Хаџи Константинов Џинот. Неговото доаѓање за учител во Скопје означува пресвртница за просветно-културниот и националниот живот на овој град. Ова училиште брзо се прочуло како едно од најдобрите тогаш во Македонија. Тоа станало центар не само за ширење на просветата на мајчин јазик, туку и за националното будење на населението. Во 50-тите години на минатиот век доаѓа до се позасилена дејност за понародување на грчките училишта во градовите Прилеп, Струга, Кукуш и Охрид и за воведување на македонскиот јазик во нив. Оваа дејност ја започнува нашиот виден преродбеник Димитрија Миладинов. Чувствувајќи ја големата културна заостанатост на својот народ, тој неуморно работи на неговото просветно издигање и национално будење. Кога кон крајот на 1856 година дошол за учител во грчкото училиште во Прилеп, тој тука го реорганизирал тогашното општинско келијно училиште и ги убедил прилепските граѓани да се воведат во него и световни науки, а наставата да се изведува на живиот народен јазик. За време пак на своето престојување во родниот град Струга во летото 1857 година, Димитрија Миладинов го поттикнал тогашниот учител Кузман Шапкаров да го воведе македонскиот јазик во грчкото училиште. Жива дејност во ширењето на писменоста на македонски јазик и просветувањето на народот, Димитрија развил и во Кукуш, каде што дошол за учител по покана од кукушките граѓани кон крајот на 1857 година. Заедно со својот соработник Рајко Жинзифов ги реорганизирал основното и класното училиште и внесол во нив нови наставни предмети. За прв пат во кукушките училишта се чул милозвучниот мајчин јазик. Движењето што се развило против грчкото свештенство и грчките училишта ги зафатило и другите македонски градови. Во Прилеп, во 1859 година, народниот будител Јордан Хаџи Константинов Џинот го реорганизирал Народното училиште и го поставил врз модерна основа. Во Охрид, кој од сите македонски градови бил најсилно повлијаен од грцизмот, во 1859 година во малото Месокастро било отворено првото народно училиште на македонски јазик, а во 1860 година било отворено народно училиште и во малото Кошишта. Во 50-тите и во 60-тите години световни народни училишта биле отворени и во неколку гради во Источна Македонија. Во 1857 година световна настава била воведена во училиштето во Горна Џумаја, а во 1858 година и во училиштето во Банско. Во ова време модерно световно училиште постоело и во Разлог, кој представувал силен просветен центар за целата своја околија. Во 1862 година, по долгата борба со гркоманите и граѓаните на Неврокоп успеале да отворат Македонско народно училиште. Во 1864 година световна настава била воведена во училиштето во Крива Паланка,
a vo 1864-65 učebna godina i vo učilištata vo Negotino i Kavadarci. Konkrajotna 1865 godina bilo otvoreno Opštinsko narodno učilište vo Bitola. Učilište bilo otvoreno po dolgogodišnja borba na makedonskite esnafi predvodljene od gradskite prvenci. Za prv učitelj bil postaven Jovan Žinzifov, tatkoto na Rajko Žinzifov. Vo 1866 godina se otvorilo prvoto Makedonsko narodno učilište vo Solun. Idejata za njegovo otvoranje se rodila vo kućeta na poznatoto rodoljubivo makedonsko semejstvo na Kostadin Dinka Držilović. Učilišteto go otvorila njegovata kerka Slavka, koja na djecta im predavala na majčiniot jazik solunsko narečje. Konkrajot na 60. i početokot na 70. godina 19. vek, Svetovne narodne učilište imalo rečici vo site makedonske gradovi. Vo nekoj od njih imalo po 2 i 3 vakvi učilišta. Dodeka vo jedni gradovi kelinite učilišta se zamenuvale so svetovne učilišta, vo drugi makedonski gradovi, vo koji do togaš imalo samo grčke učilišta, se vodila ogorčena borba za otvoranje narodne učilišta so nastava na makedonski jazik. Taka, vo 1867. godina se otvorilo prvoto Makedonsko narodno učilište vo Resen, a vo 1869. godina so polna pobjeda se završila dolgogodišnja borba protiv grcizmot i vo njegovite najuporitije mjesta vo zapadna Makedonija, Ohrid i Kruševo. Vo Ohrid Grigor Prličev go vovel majčiniot jazik i vo centralnite grčki učilišta, osnovnote i klasnoto, a vo Kruševo dotogašnji grčki učitelj Ivan Šunkov go otvoril prvoto narodno učilište so nastava na makedonski jazik. Vo 1869. i 1870. godina makedonske narodne učilišta počnale da se otvorat i vo gradovite na Južna Makedonija, koji isto taka bile silni centri na grcizmot. Vo nivното budenje golema uloga odigral Solun, koji stanal duhoven centar na makedonskite Sloveni. Pod njegovo duhovno vlijanije se razvila crkovno-prosvetната borba i vo gradu Voden, vo kojoj vo 1870. godina se otvorilo prvoto Makedonsko narodno učilište. Stremežot za otvoranje narodne učilišta so nastava na majčin jazik kako izraz na razbudenoto nacionalno čustvo se poveke, poopredeljeno i posilno go manifestirali i drugi makedonski gradovi koji ušte stenkale pod grčkoto duhovno ropstvo. Poln izraz na takvo razbudeno čustvo za svojata narodnost je otvoranjeto na prvita makedonski narodni učilišta vo Strumica i Dojran 1870. godina, vo Seres 1871. godina i vo Solun, Petrić i Melnik 1873. godina. Vo ova vreme svetovna nastava bila uvedena vo učilištata i vo nekoj gradovi vo zapadne i istočna Makedonija. Vo 1867. godina svetovno stanovno učilištata vo Debar, a vo 1870. godina i učilištata vo Kičevo, Gostivar i Kočani. Osveno vo gradovite od sredinata na 19. vek svetovni narodni učilišta počnala da se otvorati i poselata. Kako prosvetni i kulturni centri, gradovite vršile silno vlijanje na svoje okolina. To vlijanje se poveke se čustvovalo vo načinot na životot na okolnite sela i naogjalo odraz vo razvitogot na nivniot prosvetan život. Dviženjeto za nova, svetovna prosveta ги зафатило токму селата од околината на оние градови, кои порано се здобиле со световни училишта и се ослободиле од грчкото духовно влијание. До крајот на 70-тите години на 19. век, световни народни училишта имало речиси во сите градови, а и во голем број села во Македонија. Напоредно со понародувањето на грчките училишта, одели и процесот на воведувањето световна настава во келините училишта.
Тој процес бил неравномерен и траел долго, особено во селата. Првото класно училиште во Македонија било отворено во 1857 година во Велес, во неговиот источен дел Прцорек. Го отворил српскиот учител Јован Нешковиќ. Тој имало само 2 класа со околу 40 ученици. Во првиот клас се предавале општообразовни, а во вториот клас и трговски предмети, поради што училиштето го добило името Трговска школа. Кон крајот на 1857 година или во првата половина на 1858 година, главно или класно училиште отворил во западниот дел на Велес бугарскиот учител Георги Икономов. Во учебната 1861-62 година класно училиште отворил во Штип српскиот учител Ѓорги Милетиќ. Потоа главни или класни училишта се отворили и во други македонски градови. Во 1865 година двокласно училиште основал во Кукуш македонскиот учител Кузман Шапкарев, а во 1866 година такво училиште отворил во Прилеп бугарскиот учител Никола Еничерев. Подоцна овие училишта прераснале во 3-класни и 4-класни училишта. Освен овие, во Македонија се појавиле и други 2-класни училишта кои имале поспецифичен карактер. Тоа се педагошките училишта што ги основал истакнатиот македонски учител и педагог Јосиф Ковачев во Штип 1869 и Прилеп 1874 година. Во нив покрај општообразовни се учеле педагошки и богословски предмети и учениците се оспособувале за учители во основното училиште. И основните и класните училишта не работеле по некои установени наставни планови и програми. Училиштата се развивале под нееднакви услови и секое од нив работело, туку речи, по свој наставен план и програма. Во основните училишта се учеле главно овие предмети: читање, пишување, сметање, црковна историја, граматика, земјопис, историја, крапснопис и други. Во класните училишта најчесто биле застапени предметите: граматика, историја, општа историја, географија, аритметика, физика, катехизис, црковна историја и закон Божи. Но покрај овие, во секое класно училиште се учел турскиот и грчкиот јазик, а во некои германскиот и францускиот јазик. Во одделни класни училишта, покрај општообразовните се учеле и трговски предмети: трговско сметководство, книговодство и стокознание, или пак педагошки и богословски предмети. Учењето на стручни предмети во одделни класни училишта се наложувало поради тоа што во тоа време не постоеле специјални училишта за подготвување соодветен кадар за трговијата, училиштата и црквите, за каков што тогаш се чувствувала голема потреба. Училиштата работеле по различни учебници, најчесто српски и бугарски. Меѓутоа, во 60-тите и 70-тите години на 19 век биле мощно расширени во Македонија и учебниците издадени од македонските учебникари Партенија Зографски, Кузман Шапкарев, Димитар Македонски, Ѓорѓи Пулевски, Јосиф Ковачев и други. Македонски учебници се појавуваат за да задоволат една неопходна општествена потреба: македонските деца во своите училишта да учат од учебници напишани на мајчиниот јазик. Од 70-тите години на 19 век нагло се влошува положбата на школството во Македонија. Од ова време опаѓаат занаетите и трговијата поради засилената конкуренција на странскиот капитал и постепено се подрива
ekonomskата положба на македонското граѓанство, на она општествена средина која беше носител на народниот развиток и на неговите стремежи. Македонските градски општини не беа повеќе во состојба да ги издржуваат своите училишта, та постепено потпаѓаа под влијанието на пропагандите на буржуазиите на трите соседни земји, грчката, бугарската и српската, кои во тоа време ја засилија својата активност во Македонија. Тие спроведоа организирана акција за однародување на македонскиот народ со наметнување на својот јазик преку своите училишта во Македонија.